И одеме со нова тема, секогаш пријатни разговори со нашата гостинка во студиото. Добро утро за Анастасија Богдановска, со која што ќе зборуваме за еден од најголемите и највозбудливите надпревари за средношколци во земјава и самиот наслов некако буди интерес, средношколец милионер. Надпревар кој што треба да ги охрабри младите да ги развиваат своите предприемачки способности. Добро утро. Ќе најавам како дел од целата организација, дел од целиот тим кој што стои позади овој проект. Средношколец милионер, намерно овој наслов за да привлече одма внимание, така? Така е, добро утро Вани од мене до тебе и до гледачите на утринската програма. Мислам дека самиот наслов ќе ги поттикне да слушаат за што станува збор. Така е, средношколец милионер за прв пат се организира во Македонија, верувам и во пошироко, ако не можам да кажам и во светот, да се организира надпревар во кој што градната награда се 1.000.000 денари, а надпреварот е со цел да ги поттикне младите да размислуваат предприемачки и ќе се надпреваруваат со најдобри бизнис идеи. Значи надпреварот е за најдобри бизнис идеи, а главната награда се 1.000.000 денари. Ајде да почнеме, ќе се вратиме ние на надпреварот, но некако да дојдеме до моментот зошто ова се реализира и зошто е важно за младите и за средношколците. Какво е според тебе значењето на предприемништвото за младите во денешно време, посебно за средношколците? Ако еден успешен, за да стане успешен спортист, започнува со тренинг некаде на 5-6 години за да може нели понатаму да го развие талентот и да стане успешен спортист, тогаш зошто и младите кои што имаат потенцијал за предприемништво да чекаат да завршат факултет или во подамнешни години за да започнат со бизнис. Сметаме дека со предприемничното, со начинот предприемачки за размислување, за поттикнување на такви чекори во животот треба да започне многу порано. Меѓутоа да не ги пуштиме младите тоа да го прават сами, туку да им помогнеме со менторство, луѓе кои што имаат искуство, кои што веќе изградиле милионски бизниси. Токму тоа е и целта, да почнеме и да ги стимулираме младите што порано да размислуваат за создавање на свој бизнис и да си ги реализираат идеите, а при тоа да имаат помош, односно да не бидат пуштени сами во целиот тој процес. Како вакви надпревари може да ја поттикнат нивната креативност и иновативност? Многу може да ја поттикнат. Ние веќе можеме да видиме дел од идеите кои што се аплицираат, меѓутоа и кога одиме периодов одам низ повеќето средни училишта во државата и оно што можам да го видам е дека младите ни поставуваат различни прашања од тоа каква идеја, ни ги споделуваат дел од идеите, бараат совети, така што мислам дека може да потврдам дека имаме многу квалитетна младина со многу иновативни идеи, многу размислува визионерски и мислам дека надпреварот е во вистинско време да ја насочиме нивната енергија на место каде што својата креативност и проактивно размислување ќе го насочат и на начин што ќе создадат нешто, меѓутоа и ќе ги поддржиме тоа да не остане само како идеја, туку ќе ги вмрежиме со луѓе кои што можат да им помогнат. Што би им советувале на средношколците кои што не гледаат утрово, зошто треба да бидат дел од еден ваков надпревар? И не случајно одите на презентации во училиште за да го доближите тоа. Какви се нивните реакции, ја сваќаат ли суштината, зошто да бидат дел од сето ова? Најпрвен кога дознаваат за што е презентацијата и некако не им се верува дека ќе им биде доделен 1.000.000 денари, меѓутоа ако им звучи предмногу добро за да е вистинито, не е така, вистинито е и апсолутно ке фазите кои што ќе се одвиваат и самата главна награда е вистинска, реална и навистина тие 1.000.000 денари ќе ги добијат. При тоа сакам да кажам дека тие 1.000.000 денари, која е бизнис идеја да ги добие тие средства, може да ги искористат како сакаат. Ако сакаат може да ги потрошат за патување, да си купат нешто, но можат и да ги вложат во бизнис идејата. При тоа нашиот тим ќе им помогне апсолутно да изреализираат идејата до самиот крај со сето наше искуство, но нема да бараме никакво учество нели во самиот бизнис, туку тие се пари буквално за нив. И кога прашуваат дали може да има лоша идеја, какви да бидат идеите, им велам дека идеите треба да бидат какви да сакаат. Значи нема лоша идеја, може да размислуваат идеите да бидат најразлични, дека можеби некоја идеја мене ќе ми изгледа несоодветно, ама можеби на друг инвеститор ќе му изгледа како супер можност и потенцијал.
Затоа треба да ги споделат идеите и она што им го кажувам на сите е дека нема лоша идеја. Лоша идеја би било да не учествуваат во надпреварот. Ете, тоа е лоша идеја. Тоа е лоша, дефинитивно. Дај да ги слушаш нивните коментари, ја гледаш нивната и го гледаш нивниот интерес, колку денешната младина се разликува од тоа што бевме некогаш ние, дека велат повеќе од нас знаат да ги перцепираат вистинските можности, вистинските моменти. Ако на нас некој пред 15 на 20 години ни зборуваше за нешто вакво, некако го земавме како доза на забава, па ајде да видам нешто презентација. Има ли разлика? Немаше нешто кога бевме ние Немаше, но сега размислувам од наша гледна точка каков би бил можеби нашиот пристап тогаш. Некако поголеми се денес можностите. Дали младите се во чекор со тоа, дали го сваќаат тоа? Јас и со луѓето со кои што разговарам, велиме како немаше ваков надпревар кога ние бевме средношколци, меѓутоа нивното време е сега. Ние сме тука со нашето искуство кој што сме го поминале низ годините да им помогнеме максимално што можеме со сето наше искуство и да им помогнеме да ги развиваат идеите. Ја прифаќаат многу отворено идејата. Пак ќе кажам, има некои кои што можеби малку се плашат да ја споделат идејата, но јас тука би се обратила подеднакво и на средношколците и на родителите и на наставниците. На средношколците да не се плашат да ја споделат идејата, нема подобро време од сега и кога се гради бизнис, нормално да има падови и повторно да станеме, многу е полесно кога порано почнуваме. Многу побезболно е кога на пример кога сме помлади и грешките може да бидат помали. Така што колку порано започнуваме со ваков начин на размислување и колку порано почнуваме да правиме, да речеме, грешки, толку полесно ќе ни биде патот, бидејќи ќе се случуваат грешки и целта е да имаме луѓе околу нас кои што ќе ни помогнат. Ние тоа го нудиме во самиот надпревар Средношколец милионер, но исто така сакам да ми се обратам и на родителите и на наставниците. Многу е важно да ги поддржат. Ако гледаат дека се двоумат, буквално да им ја дадат таа рака, ако може да кажам, меѓутоа и добар збор, поддршка за тоа што навистина нема што да изгуба. Нема тука ништо скриено во надпреварот, не бараме никако да ги искористиме нивните идеи, апсолутно сами се сопственици на нивните бизнис идеи, никој нема да земе учество во нивната бизнис идеја доколку решаваат да ја изреализираат. Поентата е дека навистина сакаме во можност сме по 10 години работа да можеме да ваков влог да дадеме на младите. Така што апсолутно пораката е подеднакво и до родителите и до наставниците, нека одат на страната milioner.mk, многу едноставно е, milioner.mk, ке си се најават во самиот процес, ние бараме контакти од родителот, значи тие се сепак малолетници, така што се е правно регулирано и нема тука никаква можност нешто да изгубат. Пак ќе кажам, лоша идеја е да не учествуваат во надпреварот. Затоа што веруваме дека овој надпревар, извинуване, ќе продолжи да се реализира и следните години и можеби до година ќе биде криво што порано не учествувале. А посебно на тие кои што веќе нема да бидат средношколци, кои што се матуранти годинава, затоа нека размислат добро. Како сите овие надпревари, овој поттик што им се дава на младите и на средношколците влијаат врз развојот на вештините кои што им се важни за нивниот иден професионален живот? Би се навратила на прашање кое што претходно ми го постави, а тоа е ние кога бевме средношколци, различни беа околностите, различен беше светот во кој што живеевме, далеку од тоа дека имавме компјутери сите дома, далеку од тоа дека имавме смарт телефони, далеку беше не ни размислувавме за вештачка интелигенција, тоа беше некој филм во кој што гледавме некои роботи, меѓутоа се тоа беше научна фантастика. Денеска сето тоа е реално, живееме во еден отворен свет каде што можностите не познаваат граници, како државни граници. Секој може да успее секаде и од кај нас, од Македонија може да се успее и тука и надвор од светот, така што денеска границите и можностите се многу поголеми и пак ќе кажам колку порано се осмелиме да превземеме ризик, да ги имаме околу нас луѓето кои што знаат добро да не менторираат и најважно од се да научиме како кога станува збор за вештачката интелигенција, не само да ја користиме за на ChatGPT да го прашаме како се прави банана лепче или како се прави мачи или нешто слично, туку навистина да научиме како да ја користиме вештачката интелигенција и сето она што ни го нуди понатаму во животот, бидејќи токму вештачката интелигенција ќе биде доста голем предизвик во периодот кој што следи, кога ние почнавме да бараме работа, можеби оние кои што беа во општествени науки има проблем, имаше премногу правници, економисти, сега е обратно. Сега
Сега проблемот е вештачката ќе биде. Сега има се многу веќе да. со вештачката Но интелигенција. она што сакам да го кажам како порака е дека тука веќе имаме вештачката интелигенција која што во суштина колку ќе ни го прави животот полесен, ќе ни олеснува некои секојдневни активности, ќе биде многу потешко за јуниорите, оние кои што првпат ќе бараат работа, затоа што еден работодавец многу полесно ќе му биде да плати предплата на вештачка интелигенција отколку да вработи некој кој што само што заврши факултет и има 0 денови работно искуство. Затоа велам дека колку порано влегуваме во вакви проекти, колку порано запознаваме луѓе кои што може да не менторираат, колку порано стекнуваме знаење и вештини кои што реално се применливи, како финансиска писменост, па дури и предприемачки начин на размислување, колку порано започнеме да изучуваме вештачката интелигенција, толку полесно ќе ни биде понатаму во животот. А токму и овој концепт кој што ние го нудиме преку Средна школа за милионер ќе им помогне со сето ова што претходно го кажав. И најважното прашање за крај, пријавувањето трае се уште, но деновите се одбројани. До кога? Пријавувањето започна на 1 октомври и трае до 26 октомври. Имаат уште недела дена каде што ќе можат на страницата milioner.mk да ги пријават идеите. Може да се пријават сите средношколци од државните и приватните училишта подеднакво, од 1 до 4 година. Може да се групираат во тимови, од двајца да бидат во пар или па од група од најмногу 6 тим членови, но може да аплицираат и сами. Наш совет е да се групираат во тим, бидејќи прво никој не направил милионер, а никој не направил милион сам. Потребни ни се луѓе со кои што ќе работиме, потребни се луѓе кои што можеби знаат нешто што ние не знаеме, ќе се дополниме, ќе растеме заедно и фазите следни се дека ќе од тие на 27 го затвораме огласот. Откога ќе го затвориме огласот, ќе одбереме 50 најдобри идеи, тие 50 идеи ќе бидат ставени на јавно гласање, така што јавноста во периодот што следи ќе може да си гласа за најдобрата идеја. Поентата е да видиме каков одзив има во јавноста таа бизнис идеја, дали има потенцијални купувачи, но и јавноста ќе ги одбере 20 полуфиналисти, кои што на 29 ноември ќе имаат едно пичирање, ако може така да го кажам, или продавање на идејата пред инвеститори во 90 секунди за многу кратко време, но нашите ментори ќе ги подготват да знаат како за 90 секунди да ја презентираат својата идеја, бидејќи во реалниот свет немаме многу време кога ќе сретнеме некој особено инвеститор многу долго да му ја раскажеме идејата и главното финале на 30 ноември кога од 10 финалисти ќе се избере една идеја, но оно што сакам да го кажам е дека очекуваме да има повеќе милионери, искрено вака, бидејќи ќе има доста инвеститори во целиот процес ментори, така што можеби ќе победи една идеја во надпреварот, но можеби некоја идеја ќе му се допадне на некој друг инвеститор, па ќе купи, ќе се ја плати. Ќе сака можеби да ја финансира. Така. Благодариме многу за можноста средношколците, но и нивните родители, нивните баби и дедовци да го слушнат ова, па сега некој од младите што е на училиште во моментов, кој ќе дојде дома да си ја добие ова информација, но најважно milioner.mk, страната каде што ги има сите детали. Анастасија, благодарам за гостувањето, не те задржувам повеќе бидејќи имате презентација во 5 училишта средни денес. Да. И останатите денови, така што ги поздравувам сите кои што сме биле досега и каде што допрва ќе одиме. Благодарам многу за одвоеното време. Благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме со утринската програма, следува нов блок на линковски вклучувања, но пред тоа музика.